Во техничката влада објавивте скандал со исплатата на социјалната помош. Дали досега некој од обвинителството реагираше по допрен глас или побараа документи за овој случај? Да, во рамките на техничката влада имавме една ситуација која што значеше откривање на исплати во делот на социјалните права, односно социјалната помош или позната како гарантирана минимална помош, каде што за сметка на тоа што прекршиле закон имале возила нели во своите домаќинства да примаат социјална помош, која што нели по согласно законот тоа не е дозволено. Тоа го откривме како состојба тука во министерството. Веднаш како технички министер тогаш реагирав за да нели спречиме злоупотреба секако на буџетските средства кои што се исплаќаат по основ на токму нова право. Во тој момент 1200 корисници беа запрени исплатите согласно нашите системи нели за исплата. Од тој момент до денеска е по однос на прашањето ниту една од институциите кои што се надлежни, а јас имав повеќе од сигурно 10 повици во периодот нели до денеска, каде што ги повикував најдиректно да дојдат и да преземат нели целата состојба, бидејќи ние детектиравме состојба која што не е согласно закон, а друг треба нели си има институции надлежни кои што треба да постапуваат за да ги откријат сите елементи како дошло до нарушување на ваквиот систем. Денеска веќе 638 од овие 1200 веќе се склучени спогодби, дел од средствата се ваќаат нели во рамките на буџетот на министерството, бидејќи биле нели исплатени како неосновани и така се третираат, така да постигнат беше ефектот на тоа што беше направено како злоупотреба години назад во системот за социјална заштита. Ја исправивме таа неправда, покажавме дека може да се контролира системот кој што нели направен токму од нас како институција, да не биде злоупотребон, посебно не во нели рамките на изборите, меѓутоа и надвор од тоа да денеска имаме буквално систем кој што е функционален и кој што сите вработени во рамките на министерството и на центрите за социјална работа максимално може да се потпрат на него како таков и да може да функционираат најдобро и буквално најпрецизно по однос на оние законски регулативи кои што ги имаме како министерство. Дали во иднина ќе превземете нешто дополнително за да се спречат ваквите злоупотреби? Да, работиме забрзано на еден проект кој што ќе значи на постоечкиот систем кој што го имаме сега во министерството, каде што имаме буквално целата база на податоци по однос на сите приматели на правата кои што ги опфаќа министерството за денеска социјална политика, демографија и млади, систем кој што буквално ќе ги поврза сите податоци кои што ни се потребни во едно домаќинство, односно денеска имате домаќинство кој што се приматели на пример социјална помош, примат и други права, меѓутоа и одредени услуги кои што нели ние како министерство ги даваме. До сега тоа како систем идеше поединечно и различно и буквално не постоеше можност, посебно и во големите центри, односно општини во Македонија, да се направи селекција кој какво право и услуга користи од системот за социјална заштита. Тоа ќе го промениме и веќе сме во фаза на внесување на сите податоци во една база, на сите права и услуги заедно и ќе имаме една слика на секој домаќинство какви права и по кој основ нели ги остваруваат и какви услуги користат од страна на државата, односно нашето министерство. Со тоа ќе можеме да направиме едни идни политики кои што досега не беше возможно да се направи. Денеска мора да кажам дека до оваа 2024 година се градеа политики по принцип на тоа што еден министер или една влада сака или не сака да го направи. Сега веќе ќе треба да се градат политики врз основа на реалните потреби и можности кои што ги има и државата, меѓутоа и потребите на самите корисници на социјални права, односно услуги во Македонија. И на тој начин ќе знаеме во кој правец треба да ги развиваме сите права, односно дали ќе треба да бидат истите моделирани по некаков основ или услуги кои што ги даваме во моментот како министерство ги нудиме, да знаеме во кој правец треба да ги даваме. Сето ова го правиме само за да го подобриме квалитетот на живот токму на овие луѓе и да им дадеме можност, бидејќи тие се секако во социјален ризик, се домаќинства кои што навистина имаат потреба од наша подршка како држава, меѓутоа мора да им овозможиме на овие луѓе да искочат токму од оваа рамка.
Тоа сакаме да го направиме и со овој систем кој што го подобруваме, каде што ќе нема буквално никаква можност за злоупотреба, бидејќи тука ќе бидат споени сите податоци од управата за јавни приходи, од Министерството за внатрешни работи по однос на возила, нели, собственост, фондот за здравство и слично, сите податоци ќе бидат буквално содржани во овој систем со внесување буквално на матичниот број на еден корисник од домаќинството, ќе извади комплетна лична карта за сите и ќе се знае во ист момент дали на тоа семејство може да му се даде одредено право, односно се даде одредена услуга, така да тоа е нешто што години сме го варале како систем во министерството, меѓутоа забрзано работиме и се надевам дека веќе од следната година, на почетокот на следната година, ќе имаме можност и да го испромовираме тоа, и да ги запознаеме сите, нели, чинители во Македонија со ова што ќе го постигнеме како ефект. Благодарам.